Утре велешени ќе пошумуваат на местото викано Колиба на патот кон езерото Младост. Во рамки на националната акција Ден на дрвото, овој пат е одбрана локација во непосредна близина на градот, во катастарската област на Башино село. Ќе се пошуми на 53 хектари, од кои 42 ќе биде катастарска општина Оризари и 8 хектари ќе биде катастарска општина Башино село на 5 километри од градот. Ќе се пошумува со багрем. 200.000 садници ќе бидат пошумени, ќе има и еден мал незначителен број на четинари. Се со цел да го разелениме градот. И годинава се очекува висока посетеност на акцијата, за чија цел општината има обезбедено и бесплатен автобуски превоз. Автобусите поаѓаат пред Основен суд Велес во 8:30 и во 10:30 часот, пред ДВНСМ во 8:30 и во 10:30 часот и пред училиштето Коле Неделковски, значи средното училиште, само во 8:30 часот. Па автобусите према планираното секогаш се исполнети. Генерално, значи присутни на акцијата се учениците, тука се и невладините организации, Црвениот крст на Република Македонија и представниците на институциите, на државните и на локалните институции во општината. Значи очекуваме и покрај ладното време, кое што е идеално за пошумување, очекуваме присуство утре на локацијата, односно на терен. Во претходните години, акцијата Ден на дрвото се одржуваше 2 пати годишно, на пролет и на есен. Организаторите велат дека зафатеноста на засадените дрва варира и најмногу зависи од надворешните фактори. Процентот на зафатеност на овие пошумување е негде околу 60%. Ние со помош на нашата служба, чуварска служба, вршиме контрола, значи чување на пошумањето, не само да пошумиме, туку и го зачувуваме, се со цел да го, пак ќе кажам, да го разубавиме градот. Успешноста многу зависи од надворешниот фактор, тоа е многу битно, затоа и ние пошумуваме со багрем. Багремот како дрво што најбрзо се адаптира, најдобро се регенерира, така да како пионер, а потоа пошумуваме нешто. Значи многу зависи од надворешните фактори. На местото викано Колиба, утре ќе пошумуваат и од општина Градско, каде автобусите ќе поаѓаат од пред општината во 9:11 часот. Во општина Чашка пак ќе се пошумува на местото викано Балталак, а автобус од пред локалната самоуправа и овде ќе има во 9 и во 11 часот. Три проекти за развој на руралните средини поддржани од владата на Република Македонија доби општина Велес. Вклучувајќи го и проектот Раовец, локалната самоуправа треба да реализира вкупно 4 проекти, со кои ќе се уредуваат дел од велешките села. Еден од трите проекти е уредување на центарот на село Иванковци со површина од 720 метри квадратни. Во ова село се планира и санирање на водоводниот канал. Висината на тој проект е 4.992.000 денара. Доколку се појави и потреба, ќе интервенира општината плюс уште и со своји средства за да се заврши целокупниот проект. Вториот проект е добиен за село Раштани, тоа значи средувањето на дел од канализацијата со пречистителна аероробна станица ќе имаме таму направена. Истата е сума на пари и за тој проект добиена, додека третиот проект е средувањето на околината на езерото Младост, односно пешачката патика. За тој проект имаме добиено околу 1.200.000 денара. Градоначалникот на општина Велес Лавчо Чадиев вели дека во силата во кој ќе бидат реализирани овие проекти многу ќе придонесат за руралниот развој. Исто така вели дека со доопремувањето на пешачката патека на езерото Младост ќе се придонесе во развојот на туризмот во Велес. Мораме да допринесеме покрај тоа што знаете дека езерото Младост е едноставно најпосетено место во околината на нашиот град од туристи. Сакаме да уредиме патиката, да ја дозавршиме и да ја оплемениме, односно да поставиме клупи, да поставиме канделабри, да поставиме по можност неколку чешми, да поставиме нормално и 2-3 видиковци на поинсагнатите места каде што ви користеле рекреативците, излетниците на тој дел од езерото. Значи има 3 компоненти, кои сите 3 компоненти си имаат своја одредена вредност. Ние веќе имаме и други проекти веќе спремени кои што ги чекаме новите мерки што ќе ги објава за 2014 година. Градоначалникот Чадиев се надева дека идната година општината ќе добие уште 3 нови проекти за селото Сливник, Каласлари и Челошево, како и довршување на проектите во село Оризари. Од локалната самоуправа најавија дека веќе во петок ќе биде објавен тендерот за изведувач на овие проекти. Со почетокот на пролета се очекува да започнат градежните работи. Инаку вкупно 134 проекти за рурален развој во 72 општини владата на Република Македонија ги поддржува.
Посетата на Радмила Шекеринска на Велес за власта представува само неуспешно додворување на граѓаните, но според ВМРО ДПМН, малиот број на граѓани кои излегле на средба е доказ за тоа дека тие не подлегнуваат на манипулациите на опозицијата. Од Општинскиот комитет на партијата велат дека на средба со Шекеринска дошле само неколку минута некогашни функционери и носители на раководни функции. Господјата Радмила Шекеринска, почитувани граѓани, која денес живее во луксус, некоректно е да објаснува за богата и слободна Македонија, кога незината партија беше на власт во Велес, се затворија огромен број на фабрики и над 16.000 велешани се најдоа на работа на екзистенцијата. Заборави ли господјата Шекеринска дека во Велес, за време на владењето на СДСМ, полицијата ги тепаше вработените во порцеланка, кога тие штрajкуваа и си ги бараа своите права? Зарем не памети господјата Шекеринска дека раководството на СДСМ поставуваше роднини за судии и стечајни управници, за потоа фабриките во Велес преку стечајните постапки да ги добијат луѓе блиски на СДСМ? Обичен документ скроен на брзина. Вака власта ја оценува програмата на СДСМ, чии мерки членството предводено од Шекеринска ги презентираше пред Велешани овој викенд. Со ваков вид на програма, велат од ВМРО ДПМН, опозицијата единствено што покажува е незнаење, непрофесионалност и доза на ароганција. Ако не се сеќава господјата Шекеринска, Велешани паметат дека во 2002 година таа и незиниот шеф Бранко Црвенковски ги излажаа дека ќе вработуваат по еден член од секое семејство. Ако не СДСМ, граѓаните добро знаат дека Радмила Шекеринска е истата онаа која во 2006 година најжестоко се стави во одбрана на продажбата на ЕВН, тврдејќи дека тоа е бомбона бизнис. Благодарение на овој бизнис, цената на електричната енергија е драстично поскапена, а граѓаните значително се оштетени. Велешани, велат од власта, не заслужуваат однос каков што им нуди СДСМ, но од партијата се убедени дека граѓаните нема да дозволат да се вратат на станите од времето кога социјалдемократите беа на власт. Вообразен болен од Шекспира во изведба на учениците од средното стручно општинско училиште Димитрија Чуповски по втор пат ќе биде одиграна во салата Бели Мугри. Учениците овој пат решиле средствата од продажбата на влезниците да ги наменат во хуманитарни цели. По неколкуте активности и средното хемиско училиште се вклучува во борбата да се соберат потребните пари за 3-месечното лекување на Стојан Чедимовски во Кина. Пред 2 недели ја одигравме еднаш, тоа беше по повод патрониот празник на училиштето Димитрија Чуповски, но поради големиот интерес на оние кои ја пропуштија, одлучивме да ја дадеме уште еднаш, но овој пат со хуманитарен карактер. Одлучивме да биде влезните до 30 денари, а собраните средства да ги дадеме во донација за Стојан Чедимовски, кој боледува од церебрална парализа. Сакавме да ја побудиме хуманоста кај останатите посетители и да ги привлечеме да дојдат на оваа представа. Учениците се задоволни од првото прикажување на представата. Велат дека иако аматери, добро се снашле во улогата на актери. Подготвени се доколку има интерес представата да ја играат и понатаму. Слушнавме многу позитивни коментари. Иако имавме краток период за да подготвиме, сепак испаднавме одлично и покажавме дека сепак има таленти помеѓу младите. Нас не ни е проблем, значи сепак се работи за човечки живот и ние сакаме да подадеме рака на таков човек. Сепак наша цел е да се придружиме на акцијата, да подариме насмевка на детското лице и да помогнеме. Влезницата за представата чини 30 денари. Истата ќе биде одиграна во четврток со почеток во 18 часот. Директорот на Велешкиот музеј е осуден на казна затвор од 2 години. Основниот суд во Велес донесе одлука дека Петар Костов е виновен за стореното дело тешка кражба. Тоа е период од 2 седмици летово, додека вработената била на семинар во странство, одзел 2 тетрадрахми од времето на Александар Македонски. По неговото преведување Костов го призна делото и изрази жалење за стореното. Случајот беше пријавен на 16 јули годинава. Покрај двете монети, тетрадрахми од времето на Александар Македонски било украдена и белегзија, собственост на вработената која чувала заедно во сефот. Полицијата го откри сторителот откако на сефот каде биле сместени артефактите пронашла отисоци на Костов. Тој по откривањето дека е крадецот ги вратил 2 тетрадрахми. Бранителот на Костов пак побара поблага казна под образложение дека тој, иако можел, не ги оттуѓил монетите и не остварил материјална корист, а тој воено додал и дека Костов имал далеко повредни предмети во неговата канцеларија и не ги присвоил. Костов е пуштен од притвор, но обврзан да не го напушта градот и да се пријавува во основниот суд во Велес.
Лекарските прегледи за среда преку мој термин се презакажени за сабота 30 ноември, соопштуваат од Министерството за здравство. Од таму известуваат дека овие измени се поради тоа што среда е прогласен за неработен ден, поради одржувањето на акцијата Ден на дрвото засади е својата иднина, која секоја година се одржува во Република Македонија. Здравствените установи во среда ќе работат исто како во неработен ден, со предвидените дежурни служби, каде ќе им биде пружена соодветна здравствена заштита на итните пациенти, односно оние кои имаат потреба од ургентна здравствена услуга, а додека пак во сабота ќе биде работен ден и пациентите ќе ги добијат потребните прегледи од лекарите.